Со новата година и нови повисоки сметки за струја, колку ќе го улеснат джебот на граѓаните, допрева ќе се знае. Владата уверува дека поскапувањето ќе биде околу 10%, но првиот човек на регулаторната комисија вели цената не е желботека. Добро вечер. Во објектив вечерва Марко Беслимовски. Господин Беслимовски, во јавноста веќе кружат информации за електрични ценовни шокови од околу 40%. Регулаторната комисија треба да ја пресече финалната цена, компаниите веќе прикажа зголемени трошоци. Како ќе цените колку се тие реални, а за да не ударат по джебот на граѓаните? Значи, Регулаторната комисија за енергетика во текот на оваа недела веќе ги доби првите барања за определување на цената на електрична енергија. Прва компанија која што достави барање е Електродистрибуција. Тоа е компанија која што врши дејност дистрибуција на електрична енергија и согласно нивното барање е наведено дека бараат зголемување на трошокот за дистрибуција за 100%. Исто така во текот на вчерашниот ден го добивме и барањето на Евана Хоум во однос на цената на електричната енергија и во нивното барање конкретно не е наведено колку цена бараат, колкаво зголемување, туку се наведени нивните трошоци. Значи, врз основа на тоа што го добивме од Електродистрибуција, доколку тие побарале значи 100% зголемување, тоа на крајната цена има влијание од 33-34% и најавите се дека и МЕПСО ќе побара околу 60% за нивната услуга за пренос на електрична енергија и тоа влијание има околу 4-5%. Така да тоа што побарале компаниите во моментов е зголемување на цената од кај 40%. Но тоа не значи дека Регулаторната комисија за енергетика тоа ќе го прифати. Едноставно тоа се нивни барања кои што ние ги анализираме. Инаку во однос на оперативни трошоци и амортизација нема да има никакви промени. Единствено што бараат компаниите во своите барања е дека имаат зголемени трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во нивните мрежи и во дистрибутивната. Исто така ќе биде и во преносната мрежа, бидејќи овие загуби купуваат на слободниот пазар и цената е исклучително висока во изминативе неколку месеци, почнувајќи од септември, октомври, а и тоа што ги имаме како согледување, веќе јасно и дека во првиот квартал ќе имаме високи цени. Значи, Евана бара зголемени трошоци, бидејќи нивната набавна цена за загуби предвидуваа да биде околу 220 евра за мегават час, инаку или вкупно 134 милиона евра зголемени трошоци во однос на набавката за загуби што имале во претходната година. Значи, тие се увозни компоненти на кои што никој не може да влијае, бидејќи ние сме увозно зависна земја и тоа што се случува насекаде во Европа, како увозно зависна земја, се рефлектира и во цените кои што ги имаме во Македонија. Кога може да се очекува таа финална цена? Значи, финалната цена со оглед на нашиот правилник ќе ја донесеме до крајот на оваа година. Владата и натаму верува дека цената нема да биде повисока од 10%. Дали ќе се оди со намалување на маржите и на профитот на енергетските компании за да се избалансира нешто, па да се доведеме до нека соодветна сума која што да речеме нема подлабоко да удри по джебот на граѓаниот? Значи, ја не би сакал да лицитирам со цените на електрична енергија, додека не ги направиме сите финални анализи. Инаку, сите механизми кои што стојат на располагање на Регулаторната комисија за енергетика, како што кажав многу пати, еве сега ќе повторам уште еднаш, дека Регулаторната комисија за енергетика ќе ги превземе сите механизми кои што се на располагање во однос на планираните профити на компаниите, исто така во однос на некои други трошоци кои што се зависни од набавката на електрична енергија, како што се дебаланси и слично, во најголем дел каде што можеме да влијаеме, ќе влијаеме за тоа да биде целата македонска јавност убедена дека ние тоа како Регулаторна комисија за енергетика ќе го направиме, бидејќи драстично зголемување на цената на електрична енергија ќе значи сериозен пат на процентот на наплата и со тоа на намалување на ликвидноста на сите компании кои што се во
електроенергетскиот сектор и ние не сакаме да се доведеме во таква ситуација. Кризата во енергетиката е криза на цени, значи вистинска борба за гасот на бирзите. Дали шокот на бирзите може да продолжи понатаму и да се таласаат вакви работи? Значи, ова е увезена криза и е ценовна криза, како што е насекаде во Европа, така и кај нас. За жал, во летото беше исклучително сушно и поради тоа имавме намалено хидропроизводство насекаде во Европа. Исто така, производството на електрична енергија од ветерни електрани исто така е намалено и она што направи најголем притисок врз цената на електрична енергија е пред се цената на природниот газ, кој што се користи од гасните електрани или когенеративните електрани кои што го користат природниот газ и тоа направи, се случи една идеална бура и поради тоа имаме драстично зголемување на цените на електрична енергија и оваква ситуација никој нити можел да предвиди, нити некогаш ќе предвиди, бидејќи не е вообичаено да има зголемување на цените 5 до 6 пати тоа да трае. Да, се случувало во 2012, во 2017, во зимските месеци, но тоа траеле 1 до 2 недели. За жал, ова трае исклучително долг период и представува проблем насекаде во Европа. Ние веќе во Италија имаме зголемена цена за електрична енергија од 40%, имаме зголемена цена во Австрија, сегде расте и цената на гасот за домаќинствата, цената на топлинската енергија. Значи, ја мислам дека во Европа малку се претера со зеленото сценарио и сега имаме ситуација кога некои термокапацитети во земјите членки на Европската Унија, кои што ги има исклучено, како што е примерот во Шпанија, повторно ги вклучуваат. Така да, тоа е процес кој што, за жал, ние не можеме да влијаеме. Ке поразговараме на таа тема или околу соседите и околу западните земји, меѓутоа, зошто не се случи една ваква ситуација во која што се чини подкликнавме пред предизвиците попрагматично да се справиме со една ваква енергетска криза? Каде сгрешивме? Значи, ова прво е ценовна криза и тука нема начин како да се справиме. Единствено, можеше да се избегне оваа ценовна криза доколку имавме доволно домашно производство на електрична енергија и на тој начин ние да колку што се може да се влие врз цената на електрична енергија. Факт е дека имаме проблем со домашното производство на електрична енергија, значи покрај тоа што имаме ценовна криза, имаме и проблем со домашното производство на електрична енергија, која што, да речеме, од 2007-2008 е во постојано намалување. Имаше во 2011-2012 пред се заради исклучително хидролошки поволната ситуација, заради снежните врнежи имавме поголемо производство, но во принцип ние домашното производство ние во постојан пат, иако сме произведувале некогаш околу 6300-400 гигават часови во 2006, тоа сега се повеќе и повеќе паѓа, за да минатата година биде исклучително ниско домашно производство. Нели можеш ова подобро да се изменаџира? Значи пред се ние имаме јагнен колку што имаме и тоа е при крај со резервите и тој јагнен што го имаме е со многу полош квалитет колку што бил претходно и прави дополнителни проблеми во работењето на самите термоелектрани. Тоа е значи што се случува во Битола, но исто така и во Осломе резервите на јаглен се сосема при крај и веќе започнува како држава да увезуваме јаглен, но цената на јагленот кога го увезуваме е далеку пониска од домашниот јаглен. Инаку факт е дека во изминатите 30 на години, откако сме независна држава, уште живееме на старата слава на златното време, кога се изградија 3 блока во Битола, кога се изгради Осломе и кога се изгради Неготино, и во независна Македонија факт е дека имаме многу малку изградено нови производни капацитети. Значи тоа можеме да го кажеме дека го имаме во Козјак, го имаме, ја имаме Света Петка, имаме една ветерна електрана, што успеала да ги направи државата, а сите инвестиции кои што се случувале во овој електроенергетски сектор се во најголем дел во обновливите извори на енергија, во хидроелектрани, во мали хидроелектрани и во фотоволтаици. И факт е дека приватните инвеститори многу повеќе инвестирале во изградба на нови производни капацитети, но тие се со
мала инсталирана снага поединечна, но кога ќе ги соберете на купче, тоа се некаде околу 230 мегавати ново изградени од страна на приватни инвеститори во однос на обновливите извори на енергија. Значи, и во наредниот период, ние не можеме да изградиме повеќе термоелектрана, таа работа да ја заборавиме и не верувам дека на долг рок се исплати да постојано довезуваме јаглен, значи во наредниот период исклучително треба да се насочиме кон инвестиции во обновливи извори, пред се во фотоволтаици, бидејќи за кратко време може да се добие фотоволтаици со поголема инсталирана моќ и да ја ублажат увозната зависност на земјата, а исто така веќе треба да размислуваме и за изградба на поголеми постројки кои што ќе го користат природниот газ и ќе може да го балансираат целиот електроенергетски систем, имајќи во предвид дека имаме веќе објавени сериозни нови инвестиции за ветерна електрана од 416 мегавати и фотоволтаик во Штип од 350 мегавати. Сега веќе дополнителен ценовен шок секако ќе има, но граѓаните веќе стравуваат да не биде сето тоа надополнето и со укинување на ефтината тарифа. Значи, прво ја поздравувам одлуката на владата, цената на ЕСМ, која што ја понуди на тендерот на Евана Холм да изнесува 41 евро за мегават час. Факт е дека таа производна цена на ЕСМ не ги покрива неговите реални трошоци, но треба и да се знае дека цената на електричната енергија произведена од ЕСМ беше 22 евра во 2006, па негде во 2017-18 цената изнесуваше околу 42-3 евра за мегават час и при тоа додека регулаторната комисија за енергетика ја определуваше производната цена, се обезбедуваа и инвестиции, и исто така и ЕСМ имаше соодветен профит. Значи, граѓаните веќе еднаш преку зголемувањето на производната цена на електрична енергија во период од 12 години, цената си ја платиле, инвестициите се ги платиле и од тука сметам дека оваа цена од 41 евро за мегават час е добра понуда и е во насока дека не се тераат граѓаните да платат нешто што веќе го платиле. Во однос на ефтината тарифа, за жал во нашата земја, прашањето за ефтина тарифа стана политичко прашање. А тоа треба да е прашање на експертите, затоа што со секој тарифен систем, кога се носат висока, ниска тарифа, се испраќа сигнал во однос на потрошувачката на електрична енергија, имајќи го во предвид какви производни капацитети ние имаме. Значи, не е тоа дали ќе имаме ефтина или скапа, туку треба да се испрати сигнал до потрошувачите во кој момент на нас ни треба да ја зголемиме потрошувачката со електрична енергија или да ја намалиме. Не случајно, кај нас има ниска ефтина тарифа од 22 часот до 7 часот наутро, бидејќи на нашиот систем одговара колку што може од делот потрошувачката да се префрли во ноќните часови со цел да ги намалиме трошоците на термопроизводството во битола и во основе. Но така најверојатно вашите анализи покажуваат дека навистина е искористено сето тоа од страна на граѓаните. Значи, Македонија е единствена земја во која што има ефтина тарифа во текот на денот и исто така има ефтина тарифа во еден дел од Босна и Херцеговина, во Федерацијата Босна и Херцеговина, во Република Српска нема. Инаку постоење на ефтина тарифа во текот на денот е постоело во сите земји, во сите републики од поранешна Југославија и сите под 90-тите години па навака ја имаат укинато. Затоа што е смената и структурата на потрошувачката. Но како што кажав, ова не е политичко прашање, ова е прашање на експерти и сите тие анализи ние ќе ги направиме. Инаку конкретно, ние велиме имаме ефтина тарифа од 14 до 16 часот, значи цената на електричната енергија за домаќинствата, тогаш во тој период е околу 3 денара ми се чини, а во тој период, овие неколку месеци, увезуваме струја по цена од 15 до 20 денари за киловат час. Значи, економски
не е одржливо да купуваш нешто за 20 денари и да го продаваш понатака за 3 денари, нема економска логика. Но како и да е, како што кажав, ова е прашање со кои што и со нашите експерти кои што работат во регулаторната комисија за енергетика и со професори на факултети во наредниве 2 недели ќе го дискутираме и ќе донесеме најдобра одлука. Инаку од аспект на систем, можеби во тој период од 14 до 16 часот, факт е дека има зголемена потрошувачка и затоа увезуваме. И треба да анализираме, но ако нема зголемена потрошувачка, па нема да увезуваме по 20 денари за киловат час. Така ќе направиме точна анализа и ќе знаеме што предизвикува ефтината тарифа во текот на денот, дали предизвикува дополнителни трошоци на системот, но ќе ги гледаме и бенефитите кои што ги имаат оние граѓани кои што може да ја користат во текот на ден. Бугарија веќе ја замрзна цената на струјата и на домаќинствата и за компаниите за да ги заштите граѓаните од ценовите шокови. Ваква ситуација има во низа други земји. Дали се размислува за еден ваков путек на мораториум и кај нас? Дали може да се оствари сето ова? Значи во Бугарија регулаторната комисија за енергетика, нивната, и покрај тоа што Бугарија е една од ретките земји во регионов која што е извозно ориентирана, значи има свое собствено домашно производство и се ги задоволува своите потреби, донесе одлука со која што цената на електричната енергија треба да се поскапи околу 11%, и исто така и цената на топлинската енергија ми се чини за 20% ќе требаше да се зголеми, но ова е одлука на собранието во Бугарија и доколку нашето собрание донесе таква одлука, ние ќе ја почитуваме, инаку треба да се знае дека Бугарија како извозно ориентирана земја во делот на електричната енергија се реши да ја зголеми цената на електричната енергија, инаку нивните нуклеарен потенцијал кој што го имаат во нуклеарната електрана Козлодој е целосно ставен на располагање и во Бугарија се оваа компанија која што го работи Козлодој оствари сериозни добивки во последниве неколку месеца. Така да тоа е прашање за замрзнување на цените, треба да се разговара со политичарите. Ние како регулаторна комисија за енергетика мораме да постапуваме согласно нашите подзаконски акти. Но тоа замрзнување на цените во Бугарија е само за, ми се чини, колку што прочита во медиумите, до 31 март. Треба да се направи анализа, да си направат и владата, соодветните министерства и може да се превземи таква мерка, но да видиме што би значило тоа дека реално нашите компании увезуваат електрична енергија. Ние ја купуваме од надвор, ја плаќаме на надворешни компании. Значи, како што кажав, само на електродистрибуција зголемените трошоци за набавка на загуби се 134 милиони евро. Исто така има и МЕП со зголемени трошоци, предпоставуваме со овие цени кои што владеат, за уште околу 5-16 милиона евра. И исто така и ЕСАМА има цена која што е нешто по-ниска отколку таа што би требала да биде реална. Значи треба да се видиме, ние да видиме, јасно да се каже, ние како држава колку пари имаме, колку располагаме за да донесеме една таква одлука за замрзнување на цените на електрична енергија и природен газ. Интересно е дека во услови на една енергетска кризна состојба и високи цени на слободниот пазар сега имаме една ситуација да се појави намалена потрошувачка на електричната енергија. Што ова може да промени? Да речеме ако граѓаните почнат да штедат во следниот период. Дали тоа може да речеме да се одрази на ценовната политика? Кога имате високи цени, еден од начините да се заштитат потрошувачите од висока цена е да ја намали својата потрошувачка. Но она што е добро е што во изминатиот период, 10 години наназад, се повеќе и повеќе и компаниите, а и домаќинствата инвестираат во енергетски ефикасна опрема, компаниите, а домаќинствата инвестираат во енергетски ефикасни уреди кои што ги користат дома, инвестираат во подобра изолација, во подобри фасади, исто така во подобри прозорци, така да тој процес е неминовен и тоа ќе се случува и понатака. Значи, потрошувачката на електрична енергија како држава споредено со
да речеме 2000-та година кај нас се намалува затоа што се повеќе и повеќе индустријата не е потпрена само на металуршки комбинати, туку имаме и фабрики кои што имаат енергетски ефикасна опрема и уреди што влијае на намалување на потрошувачката. Исто така, сакам да потенцирам дека во изминативе 5 месеци, па речиси секој ден добиваме барање за лиценца за производство на електрична енергија од фотоволтаици. Тоа го прават компаниите, таму каде што имаат можност, си поставуваат или на своите кровови или на своите дворови, и така да си ги намалуваат трошоците за електрична енергија. И инаку во последниве 3 години се изградени 50 мегавати фотоволтаици кои што не користат никаква поддршка од државата. Значи интерес кај компаниите има и тоа ќе расте се повеќе и повеќе. Исто така треба малце да се либерализира, да се либерализираат условите за поставување на фотоволтаици кај домаќинствата, и мислам дека за краток период ќе успееме да, како држава, да се изградат мали фотоволтаици навидум, но многу ќе бидат тие на број, и тоа ќе влијае на заштеди кај самите домаќинства. Граѓаните стравуваат од рестрикции. Значи, според мене, и тоа неколку пати го кажав, рестрикциите не се решение. Рестрикциите уште повеќе ќе го продлабочат проблемот. Ние сме увозно зависна земја и сите снабдувачи кај нас кои што продаваат електрична енергија на слободниот пазар, а некаде 53-4% пазарот ни е либерализиран, и овие наши снабдувачи ја увезуваат таа електрична енергија, ја купуваат од најчесто од Бугарија, од Босна, од Романија и од други земји кои што имаат вишоци, и таа електрична енергија ја плаќаат однапред пред да започне месецот. А ја наплаќаат од потрошувачите кога ќе заврши месецот. Значи, еден снабдувач парите ги дава конкретно на почетокот на декември, а парите ќе ги собере некаде после 15 јануари. Значи, даваат сериозни финансиски средства, тоа се многу милиони евра, со цел да ја набават таа електрична енергија, па потоа по 45 дена најмалку ги собираат парите од потрошувачите. И доколку вие снабдувачи за енергијата која што ја платиле не може да земат пари заради рестрикции, со кои што биле погодени одредени потрошувачи, тогаш многу е нормално овие снабдувачи таа електрична енергија да не ја продаваат во Македонија, туку да ја продаваат во други земји. Така да уште повеќе ќе се соочиме со проблем од недостаток на електрична енергија во самата земја, во самиот дневен биланс, така да според мене рестрикциите не се решениот проблем на овој проблем, туку уште повеќе ќе го продлабочат проблемот во однос на набавка на електрична енергија. Последните месеци повлекуваме струја од Европската електроенергетска мрежа. Кој ќе ги плати сметките поради ненавремената реакција за купување електрична енергија од страна на снабдувачите? Сепак на крај сето тоа ќе биде адресирано на МЕПСО. Значи МЕПСО во целиот овој процес мора да заврши неутрален. Секој снабдувач или производител треба до 16 часот во текот на денешниот ден да си ја најави својата снабдувачите својата потрошувачката на нивните потрошувачи на саатно ниво, а производителите нивниот план за производство на саатно ниво за следниот ден. Доколку има отстапувања од тоа што е предвидено, тогаш се вели дека овие учесници на пазарот треба да платат за своите отстапувања за така наречени дебаланси. Значи, МЕПСО ги активира системските резерви кои што ги имаме, произведува дополнителна енергија и понатака таа енергија ќе ја наплати на тие што го направиле проблемот. Значи, не завршува кај потрошувачите. Кој си сгрешил, тој си плаќа. Така да и ЕСМ сега, да, не произведуваше енергија колку што планирал, и заради тие дебаланси си ги плати ЕСМ кон МЕПСО, а МЕПСО потоа ги плаќа кон давателите на таа услуга за балансна енергија, а имавме и ситуации да кога не се украде, туку се повлече електрична енергија од европскиот систем, но МЕПСО си ги плати тие трошоци, бидејќи тој што ги правеше дебалансите, тоа беше ЕСМ,
како и сите останати снабдувачи што правеа дебаланси на системот, му платија на МЕПСО. Значи, потрошувачите нема да го платат тоа. Кој сгрешил, тој си плаќа. Така да, и тоа е вообичаена работа, имаше и Србија сега, во вие неколку дена, како што знаете, 6 блока не работеа, иако бомбастично најавува како продавале електрична енергија во земјите од регионот, па по многу високи суми, се соочи со такви недостатоци, едноставно поради човечки фактор. Така да и Србија во тие моменти си набави електрична енергија од надвор, за да ги покрие тие дебаланси кои што би им правеле проблеми. Какви се очекувањата? Кога ќе се стабилизираат цените на струјата на бирзите? Вие очигледно имате некои анализи, се зборува никаде напролет во април месец, меѓутоа колку се тоа ќе продолжи? Сега е многу неблагодарно што и да се каже. Наредниот ден берзите демантираат. Ние кажувавме, добро, се качи во август некаде 100 евра, па септември 150, 180 и кажавме некаде 250 во ред. За жал, овие последни неколку дена цените се 320 евра за мегават час на берзите во Европа, а паралелно со тоа и цената на природниот газ повторно достигнува небески височини. Имаме $1,400 за нормален метар кубен. Инаку, само за да знаат граѓаните како репер, ние нашиот набавна цена на природен газ во нашата држава во 2021 е некаде околу просечна цена, бидејќи во првите неколку месеци беше ниска, па потоа повисока, е некаде околу $230-40 за нормален метар кубен. А сега имаме ситуација да се продава $1,400 за нормален метар кубен, што е сериозен проблем. Нашите очекувања се, моите лично, бидејќи работам веќе 17-18 години во регулаторната комисија за енергетика и ги пратам случувањата на пазарите за електрична енергија и во нашата земја, и во регионот, и во европските земји, очекувањата се дека да од април, бидејќи тогаш имаме изголемено хидропроизводство, ќе влие на намалување на цените на електрична енергија, но тие не очекувам да паднат под 130-40 евра за мегават час, што споредено со оваа цена што имавме, например, до јуни, е 3 пати повисоко. Така да 2022 година да ќе има пад на цените, но споредено со тоа што сме го имале во нормални години, и тоа е драстично висок трошок за електрична енергија. Некаде од април, мај да видиме, да се надеваме дека заради периоди на големи води, каде што имаме хидропроизводство и во Албанија има, и во Македонија, и во Босна има, тоа ќе влие поволно на намалување на цените на електрична енергија, имајќи во предвид дека тоа што имаме зголемено производство, завршила грејната сезона, ќе имаме намалена потрошувачка. Но да почекаме да видиме. Целата ситуација очигледно покажа дека напуштена е веќе комфорната зона и дека ќе треба на подолг рук да се размислуваат работите. Дали по струјата се наговестува нова рунда поскапување на парното сега веќе? Се отвара едно вакво прашање. Значи, во однос на цената на парното, во кој што до најголем дел го користат во градот Скопје, 70% од самата цена влијае цената на природниот газ. Она што го имаме како информација е дека е Макпетрол, кој што е единствен трговец со природен газ во земјата, кој што ги снабдува понатака преку Промгаз потрошувачите, е во фаза на преговори со Газпром, така да ќе видиме што ќе се издоговори од страна на оваа компанија Макпетрол и исто така количините да видиме кои ќе бидат договорени, бидејќи во моментов имаме проблеми на обезбедување на преносни патишта за да дојде тој природен газ, имајќи во предвид дека гасоводот преку Украина не се користи баш на соодветно ниво. И исто така користам уште еднаш оваа прилика да се заблагодарам на представниците на Макпетрол, кои што превзема обврска да ги обезбедат и потребите на БЕК производство. Тоа е компанија која што произведува топлинската енергија, така да ги сочекаме да видиме што ќе значи тоа во однос на цената на топлинската енергија.
И тука, и сега изјавувам дека се што ни постои на располагање ќе превземеме, за да не предизвикаме ценовен шок, дека значително зголемување на цената на парното во Скопје ќе значи исклучување на потрошувачите од системот за парно. Во најголем дел од Скопје, каде што имаме парно, енергетската инфраструктура, трафостановци, кабли, се подготвени за потрошувачи кои што се греат на парно, а не се греат на струја. Значи ќе имаме можност за испади. Исто така таа зголемена потрошувачка на електрична енергија ќе треба да ја надоместиме со увезена електрична енергија, а увезената електрична енергија, како што кажав, во моментов е околу 310-320 евра за мегават час. Така да сите опции кои што се на располагање во однос да одржиме ценовна стабилност за цената на парното, ќе ги превземеме со цел да го заштитиме и целокупниот електроенергетски систем. И тука мислам дека треба да се вклучат и градот Скопје и општините во градот Скопје во однос на одредени субвенции доколку се потребни за самите потрошувачи. Сепак не негирате дека можеби ќе има некои корекции. На почетокот на година имавте едни оптимистички ставови дека очекувате да нема зголемување на цената на струјата, да се покажа дека и бирзите сврти една нова страна. Со какви ставови влегувате во 2022-та? За 2022 колку и да сакам да дадам предвидувања, ќе се воздржам. Очекувам ова лудило со цените и на електричната енергија и на природниот газ да престане и да почнеме да се враќаме во една нормала која што ќе помогне и на нашата економија, исто така и на самите домаќинства. Инаку во 2022 очекувам да се изградат повеќе фотоволтаични електрани, бидејќи веќе имаме издадено привремени лиценци за овие фотоволтаични електрани, така да наредната зима, бар од тој аспект, ќе бидеме делумно заштитени, бидејќи си имаме домашно, наше, македонско производство на електрична енергија и што е најбитно, чиста енергија произведена од обновливи извори. Ви благодарам што бевте гостин во Објектив. Ви благодарам и на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.